Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia. With your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добродојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552 или на имейл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбран интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Иселувањето на македонците е од давнина и денес нашите ги има речиси на сите меридијани. Во Соединетите Американски држави, според најновите податоци на US Census Bureau, живеат 60.000 македонци, најмногу 13.000 во Мичиген, околу 11.500 во Њујорк, над 6.700 во Илиноис, а доста наши има во Њу Џерси, Охајо, Индијана, па Калифорнија, Флорида. Исто така ги има и на Елјаска и во Невада. Овие бројки се однесуваат на лица кои пријавиле македонско потекло, ама според многу мислења, бројки и факти, македонците во Америка се во далеку поголем број од овие најнови податоци. Македонскиот јазик, нашиот мајчин јазик, е со милениумска традиција. Сведоштво за тоа се многуте преданија и легенди, записи и описи, книги, документи и археолошки наоди. На 5. мај со повеќе манифестации беше одбележан денот на македонскиот јазик, кој е столбот на националниот идентитет, кој е наша историја, наше најмокно обележје, темелот на нашата самобитност и мора да се стори се, за да го чуваме, развиваме и афирмираме. Оти преку него се чува и душата на македонскиот народ. А на 4. мај, црквата Свети Спас во Скопје, местото на вечното почивалиште на големиот македонски син, на апостолот на македонската револуционерна борба Гоце Делчев, беше преполна со народ, кој му даде почит на една од најважните личности во македонската историја. Бројни делегации и поединци положија цвеќе пред Гоцевиот гроб, а за време на панихидата, поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, неговото блаженство господин Стефан, меѓу другото рече, дека пак и пак му се обраќаме на војводата Делчев, ветувајќи му дека никогаш нема да ги заборавиме неговото дело и жртва и нема да престанеме да се бориме и да ги браниме слободата и вистината за нашиот македонски народ, за кој Гоце живееше и го даде својот живот, истакна неговото блаженство. А некои ги одбележа и 46 години од смртта на доживотниот претседател на Југославија Јосип Броз Тито. Мислењата за неговата улога и дело се различни. За едни Тито е символ на социјална правда, на еднаквост, подобар и посигурен живот и со голем меѓународен углед, а за други дека бил диктатор со огромна политичка моќ и се пресметувал со неистомислениците. Скопје беше домајќин на дводневна меѓународна министерска конференција посветена на демографијата и на мерките за спречување на иселувањето. Премиерот Христијан Мицкоски во обраќањето им порача на младите да не се иселуваат, да ја гледаат Македонија не како место од кое треба да заминат, туку како држава во која тие ќе ја градат својата иднина. Слабиот наталитет, иселувањето, одливот на млади образовани луѓе се прашања за кои владата готви посебна стратегија и тоа за наредните 20 години. Таа стратегија најмногу ќе ги опфати младите, семејствата, образованието, иновациите и поврзувањето со македонските иселеници и на иселениците со Македонија. Генералниот секретар на Советот на Европа Ален Берсе во рамките на официјалната посета на нашава земја изјави дека бил навистина импресиониран од постигнувањата на Македонија, нагласувајќи
дека таа игра важна улога во градењето на стабилноста и демократијата и во Балканскиот регион, но и пошироко во Европа, и тоа во услови на геополитички и безбедносни турбуленции. Во Скопје се одржа и конференција со наслов 30 години на Европатот, а долг и пон со пречки и несватливи уцени е тој европски пат за наша Македонија. Амбасадорот на Европската Унија во Републикава Михали Строкас изјави дека Македонија припаѓа на европското семејство и сме поблиску до таа цел отколку што мислиме. Во изминатите над 2 децении надежите и ентузијазмот беа високи, но исто така имаше и разочарувања. Многу е значајно да се почнат преговорите со Европската Унија и треба да се направи пробив, а времењата доста се променија, рече амбасадорот. Владата нема да отстапи од црвените линии кога станува збор за македонскиот идентитет. За идентитетските прашања нема простор за компромис, ниту милиметар, истакна преседателот на владата Мицкоски, додавајќи дека причината за ваквата состојба делумно лежи и во, како што рече тој, постоењето на домашни политички и други структури, кои се подготвени да коленичат пред бугарски барања. Продолжаме со вестите. Монетарната политика на Народната банка на Македонија позитивно е оценета како целосно усогласена со препораките од европските институции, што представува и највисока оценка во делот на економските политики, бидејќи од Народната банка велат дека се води внимателна монетарна политика, се со цел на тамошно намалување на инфлацијата и одржување на стабилен денар и стабилен банкарски систем. Нашиот главен град беше домаќин и на Германско-македонски бизнис самит со над 400 присутни од 250 компании од двете земји. На овој значаен собир беше речено дека Германија за Македонија е повеќе од економски партнер и таа соработка може и треба да се проширува и избогатува, а Републикава има потенцијал да биде регионален центар за нови технологии. Инаку Републикава најмногу тргува со Германија, а потоа следат Англија, Кина, Грција и Србија. Охрид доживува преродба. Туристички новинари на Тајмаут го прогласиле Охридското езеро за најубаво место во Европа и е подобро рангирано од места како Тоскана, Италија, Северна Ирска, норвешки фјордови, Лондон, Амстердам и така натамо. Додека пак Битола е броен во топ 5 туристички дестинации во Европа кои треба да се посетат. Тоа го препорачуваат во статијата Скриени бисери, странски новинари и експерти кои го посетиле Битола, воодушевени од извонредната архитектура и историја, од Хераклеја, Широксокак и други убавини на Битола и на Пелистер. А почна 3-дневната најмасовна еколошка акција во 80 општини и со десетици илјади волонтери од сите генерации. Во Скопје акцијата ја отвори председателката на Републикава Гордана Силјановска-Давкова, чистејќи отпад на плоштадот Македонија. Со акцијата на 500 локации ќе се собира отпадот, а ќе се подигнува еколошката свест и грижата за здрава животна средина. Вклучени се фирми, училишта, универзитети, министерства, војска, општини, клубови и невладини организации и се смета за најголема еколошка акција во нашава земја. Арамија насилно ноќе се обидел да влезе и да краде во црквата Свети Ѓорги во Кочани. Откако не успеал да ја скрши влезната врата, почнал да бега. Арнома, при обид да ја прескокне металната ограда, се заглавил меѓу шилците, па едва го извлекле полицајци и пожарникари. На 2 март годинава, кога се фрли од зграда, младата Ивана Јовановска со својата 6-годишна керка Катја и настрада. Нивниот сопруг и татко Стојанче Јовановски по судскиот процес е осуден на 12 години затвор. Обвинет е дека ја тепал Ивана и ја навел на таква трагедија. А повеќе од половина век ова популарна радиопрограма Оро Македонско се емитува на северноамериканскиот континент, а се слуша и надалеку во светот. Голема емисијата на Оро Македонско во афирмацијата на нашето име, јазик, минато, сегашност, музика и вистина. Таа мисија продолжува благодарение на поддршката, разбирањето и добрата волја од Далеки Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales.
Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони, па вие секогаш кога сакате да купите нов или постар камион, побарајте ги успешните бизнисмени Алек и Димитар. Уште неколку информации. 45-те мајски оперски вечери утре вечер свечено се отвораат со фестивалскиот оган, кој годинава ќе го запали познатата првенка Ана Дурловска, која гостува на најпрестижни оперски сцени во светот. Потоа ансамблот на Македонската опера ќе изведе 2 опери од Джакомо Пучини. На мајските оперски вечери годинава ќе има 7 опери и 1 балет и свеченото затворање е на 31 мај со операта Набуко. Павилјонот на Република Македонија на 61-то биенале во Венеција, Италија, свечено се отвара вечерва со авторското дело на Велимир Жерновски. Учеството на Републикава на Венецијанското биенале е дел од долгорочната стратегија за интернационална промоција и презентација на македонската култура и уметност. Во Белгија се одржа денови на македонската култура. Во Франкфурт, Германија, на математичката олимпијада, суперталентот младиот Македон Димитровски го развеа македонското знаме, бидејќи освои 2 златни медали и со своите блескави резултати Македон е вброен во најпрестижната група лауреати, а тоа е признание кој го добиваат најдобрите од најдобрите. Ученикот од Штип Даниел Христов на Олимпијадата по хемија на Универзитетот Ломоносово Москва освои бронзен медал во многу силна конкуренција меѓу најдобрите млади хемичари од повеќе континенти. Еве тоа беше изборот на информациите за овие јавување одовде од наша библиска Македонија. На сите вас, драги слушатели и пријатели, драги браќа и сестри, ценети наши македонци, почитуван колега, уредниче и водител Бошко Рајчовски Пелистерски, ви посакувам да имате добро здравје, добра мисла, убаво расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Кај Ѓургеле, на јунак врака, кај Ѓургеле, Ѓургеле, викукаше младото момче Ѓургеле. Кротко фрлајте, ај Ѓургеле, моето моме, ај Ѓургеле, да не ми падни, ај Ѓургеле, да се искребе. Јаже јажливо, ај Ѓургеле, дрво црвливо, ај Ѓургеле, дрво шупливо, ај Ѓургеле, место камливо. Чекај, ја чекај, младо момче, во десна рака, и момата на срце. Ој Ѓургеле, Ѓургеле, улева пома. Македонскиот генијалец ја покори Европа, младиот математичар Македон Димитриевски од Тетовско освои 2 златни медали на престижниот германска олимпијада. Тој доминираше над конкуренцијата и беше прогласен за апсолутен лауреат со 2 златни медали. Браво за Македон. Македон ја шокираше Европа. Македон Димитриевски освои 2 златни на германската олимпијада. Имаме комплимент кој гласи: ало, каде е тука Министерството за образование и наука? Зошто молчи Министерството
која поддршка ја даде на ова прекрасно, паметно, златно дете. Не чекајте веднаш да се награди со стипендија, да се превземат сите патувања и престои да му стимули за ситуацијата. Стојат часови работа и подготовка, но изостанува поддршката од државата, раскажува таткото за Сител. Ја можам да речам дека не добиваме од државата поддршка, ова е на индивидуална база и големи имаме поддршка само од приватни фирми. Ова година и лани им требаше повеќе работа, повеќе дедикација и сега ми треба неколку недели или еден месец тренинг, бидејќи сега овие напревари се тешки, не е само талентот, туку повеќе и со трудот, работата и затоа сега морам повеќе да работам за да можам да бидам спремен. Македонија е држава без систем за таргетирање, препознавање и едукација на надарени деца. Сакаме да информираме дека се работи на подготовка на концепција за откривање и работа со талентирани и надарени ученици. Анализираме странски искуства кои ќе ни помогнат во креирање на најдобрите мерки и активности кои ќе бидат дел од овој важен документ, велат од Министерството за Сител. Со злато се доби и македонската репрезентација во ракомет. Честитки најубаво за ова екипа во ракомет. Чорацин. Ти брзаше, неа да ја има, а ти е брза тогаш, а брза ти денес, неа да ја нема. Јордан Плевнеш, Париз, Велес, декември 2008, прво и прво. Таа ти беше прва и последна љубов. И ако повлечеме една црна црта во врска со годините, од памтивек се вели, првите 100 години се најтешки, а ти живееше во неа и само за неа 35 години. И кога тие денес ќе се извадат од 100, резултатот е 65 спрема 0 за неа. Зошто никогаш не се дозна кој, како и зошто, освен дека погубен беше ти. Официјалната верзија, без истрага и без судење, вели дека стрелаа во тебе од недослушување. Стои, 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 извикнувал наводно тој, некој. Ти не застана, се брзаше, а брза и тие. Ти брзаше, неа да ја има, а тие брза тогаш, а брза ти денес, неа да ја нема. Во мигот, кога во глувите планини, тој куршум го разнесе твојот живот, таа те прибра во своето срце. Ти беше нејзиниот нов Богомил, што не само 100, туку 1000 години ја чита за ништо. Нејзината тајна книга. Ти беше нејзиниот нов Гемиџија, без гемија. Ти нејзиниот прв читател на Леонардо да Винчи и Хегел, како хомо универзалис, што веќе ги имаше напишано безсмртните стихови. И затоа, слободен, замина во смрт. Ако куќа не направив со високи шимшир порти, куќа цел свет братски ми е, братски срце што отвора, срце порта најширока, срце куќа највисока. Во таа куќа цел свет, ти си како дома. Та не сме саде ние, та не сме саде тука. Ти сега си живееш во таа интернационална книжевна република, без билети, без пари и без документи. Влегуваш во Шпанија, каде исто така го убија Федерико Гарсија Лорка. Па денеска го откопуваат. Иако е толку жив во шпанскиот јазик, што пожив не може да биде. Минуваш покрај Каса дел Кампо, каде убиен беше чевларот надреалист. Исто така, од Велес Ганчо Хаджипанзов. Ја надлетуваш Франција, каде исчезна Роберт Деснос и Макс Жакоб. Во Русија, каде ги самоубија Есенин и Мајаковски. Во Бугарија, каде го стрелаа Вапцаров. Да не зборувам за Германија, за Готфрид Бен и Ернст Толер. Да не зборувам за зидините на Дрезден, каде со Малина Попиванова зборувавте за рушевините на светската историја и македонскиот идеализам. Да не зборувам за твоите пријатели во Хрватска, каде беше објавена твојата
и нашата света поетска книга Бели мугри. И каде Златко Прица велеше дека твојот лик го подсетува на средновековните фрески од македонските манастири. Зошто свет беше твојот збор? А што ќе беше почетокот без збор? Што ќе бевме ние без твојот збор? Сега сме дојдени пред оваа куќа на татко ти Апостол и мајка ти Марија. Пред оваа весела куќа, како што ја нарекуваше мајка ти, каде се пееше песната за татунчо и се играше чупурлика. Пред оваа куќа, што никогаш со свој очи не го виде твојот гроб, пренесуван од лопушник преку Свети Пантелеймон, или според ехото на песната што во таа црква одекнува, како Миланска скала на Балканот, се уште одекнува гласот на утробата, што те донесе на овој свет, со славното, скришно прозорче од кое гледаше мајка ти Марија, што го носи името на мајката Божја, кога ќе дојдат да те притворат, да те расчеречат и да те распнат, бидејќи секој е осуден некаде да биде роден, како што вели Данте во Божествената комедија. Сите тие не знаеа тогаш, а не знаат ни денес, само духот е на неприкосновениот врв на историјата и никош неговата вредност не паѓа од берзите на Wall Street, зашто ти како син на Велес, богот на безсмртноста, остануваш во интернационалната книжевна република, македонскиот вечен младич, кој вечно пееше, пее и ке пее. Блазе речи на душата има зошто душа да е. Фасциниран сум од текстот на почитуваниот Јордан Плевнеш, во кој поспомно му се обреќа на поетот Коста Солев Рацин со зборовите: ти брзаше неја да ја има, и тие брза, а брза и денес неја да ја нема. Плевнеш со почит го опишува овој дом, наша куќа, таа куќа цел свет ни е, онака како што Кочо Рацин ја спомнува во неговата поезија и со право вели: ти сега си живееш во Интернационалната книжевна република. Секоја чест, амбасадоре Плевнеш, што со осврт на делото на поетот Кочо Рацин ја збогати програмата на Радио Оро Македонско, бидејќи таа куќа, тој дом, ни припаѓа на сите нас македонците каде и да сме. Мојата колешка, поетесата Наталија Наумовска, со својот глас ни ја приближи содржината до нас слушателите на Оро Македонско.
плаши од македонците или од другите малцинства како такви. Грција се плаши дека во суштина, ако почне дискусијата за малцинствата, за идентитетот, за правата, за јазичната и другата разноликост на грчкото население, ќе почна во суштина да колабира грчкиот мит за унитарната грчка нација и држава, дека впрочем во Грција секогаш живееле и живеат чистокрвни грци, потомци на тие античките хелени што живееле тука пред 2000 години. Тоа е клучот во суштина на антимакедонската и на антималцинската политика на грчката држава, што континуирано се спроведува, бидејќи и самата грчка држава е заснована на еден таков мит, на така наречен континуитет на јазичната и културната традиција што ја има населението, односно денешните граѓани на Грција, дека впрочем се вистинските потомци на античките хелени. За емисијата Оро Македонско. На денешен ден, 3 мај 1945 година, со решение на владата на Федерална Република Македонија, била усвоена официјалната азбука на македонскиот јазик. По 2 месеци Министерството за просвета го озакони и првиот правопис. Владата на Македонија во 2019 донесе одлука 5 мај да биде прогласен за Ден на македонскиот јазик и во чест на ова решение од 1945 година. Развојот на денешната македонска азбука датира уште со појавата на глаголицата и потоа заменета со кирилица и со постепено развивање и усовршување на гласовно-графичкиот систем. Македонската азбука е официјално и единствено писмо на македонскиот јазик со службен статус на територијата на Македонија. Современата македонска азбука се темели на кириличната азбука на Крсте Петков Мисирков со мали измени. Мајчиниот јазик го говорат околу 3 милиони луѓе во Македонија, Грција, Албанија, Бугарија, Австралија и други земји. Чувајте го и негувајте го македонскиот јазик, оти како вели Блаже Конески, јазикот е нашата татковина. Јазикот мој насушен. Не ми го одземајте говорот, не ме замолчувајте, затоа што ќе говорам секогаш кога треба. Јасно на сите ќе кажам. Не ми го кратете јазикот, така сите ме разбираат, така и цвеќето ме слуша, и планината, и ливадата, и полето житно. Ме разбираат дечињата, луѓето, пријателите. Јазикот ми е од искона, од првите цртежи на камен, од првото Кирило-Методиевско слово. Не ми го кратете јазикот, тој е мој препознатлив јазик, мој насушен. И нема да одбирам, зашто јазикот насушен е мојата мајка, јазикот мајчин, тоа сум јас. И никој, никогаш не давам да ми го земе. Ке зборувам македонски, во родна Македонија, сите да ме разберат, зашто богатство е јазик да си имаш. Автор на песната Наталија Наумовска. Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Kia Ford Motor Company, телефон 630-986-5000. Човекови зла се сторени на земја со корени. Лече солке јадеме, но јазик не ке дадеме. Лече солке јадеме, но јазик не ке дадеме. Простете, не може, ова срце чука на македонски, но
македонски воздух и да ми држи памет дека мојот дедо, мојот татко и сите мои предци, јас, мојот син и керка сме македонци, а родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија. Подготвен да излезе пред парламент и да бара промени во устав, заради промени во уставот. Кој што многу не чинат, но ете за среќа наша или за среќа на македонскиот народ, за да го сочуваме оној наш македонски идентитет, сега на сцена сме ние и ќе спречиме повторно, не знам дали би било и последно, предавство, затоа што ова што е подпишано со Бугарија нема да има крај. Нема да има крај. Ќе биде можеби од почеток, но никогаш нема да има крај, се додека нашата страна не се согласни дека ние не сме македонци со вековно постојање, дека нашиот јазик не е македонски. Се повеќе и се погласно ќе се зборува за онаа неправда, која што можеме да кажеме дека ни ја направија Грција прво, па Бугарија, па Европска Унија, но мора да сме свесни, односно никогаш да не забораваме дека тоа го дозволија властите кои што ја водеа Македонија, па и на надворешна политичка сцена и кои што подпишаа такви капитулантски договори, кои што многу не чинат, но ете за среќа наша или за среќа на македонскиот народ, за да го сочуваме оној наш македонски идентитет. Јас сум Левко Блажевски, естраден уметник, што ја изведувам песната За љубојно. А вие ќе слушате програмата македонска, Оро македонска. Поезија. Се истрошив за да ти погодам, за да не те навредам, за среќен да те видам. Мислев мразот од срцето ќе ти го стопам. Ама не било тоа мраз. Огнот што душата ти ја гори ќе ти го изгаснам. Ама тоа не било оган. И така јас истрошена останував. Ништо не постигнав. Заборавив дека Бог слобода секому дал. Секој може да биде како што си сака. И ако човек сам не посака, мразот околу срцето да го стопи, или огнот душата да не му ја гори, камен ќе се стори. Повеќе не се трошам. Оти веќе и тебе штета ти правам. За тебе ќе се молам. На гордоста врато да и го скршиш. Да посакаш, само да посакаш, да се бориш. Тогаш Бог ќе ти се израдува и меч ќе ти подари. Камено да го згробиш, убав човек да се сториш. А јас и ваков и таков ќе те сакам. Толку можам. Да се трошам бадијала, веќе не можам. Не плаши се. Дојди ранет војнику, не плаши се. Крени ја главата од тој студен камен по кој грозомора се крие. Испружи ги рацете кон моето столетно тело, низ чии дамари пролет тече. Ке сетиш топлина на жена, што во сонот твој живее. Легни на моиве гради, недорасната, утрово ти нудам новороденче, од утроба извадено, што прва нежност сети. Погали ги пупките на девојката непроцутена, заплови низ раскошот на мајката доилка. Пупките љубов страсна во тебе ке родат. Млекото мајчино, гладот ке ти го стиша. Раните ке ти ги зацели. Не плаши се, ранет војнику. Стани и зачекори во моево гнездо од надежи и чекања сплотено. Песна од збирката Таложења на професор доктор Виолета Ачковска ја прочита Наталија Наумовска. Šta tata radi nedeljom? Tata nedeljom radi horizontalnu meditaciju, leži na krevetu i hrče dok mama ne upali usisivač. Што прават момче и девојка на прв состанок? Се лажат еден со друг. Како го знаеш тоа?
освоена мама. When we grow up, are you going to marry me? Maybe. Maybe? Why maybe? I need to see your behavior first. My behavior? Yes. Marriage is a big decision. If someone better comes, will you replace me? No. Why? Because if they were better for me, I wouldn't have chosen you first. Кате донела кај мене, а? Срам ми е да ти кажам, сине, ама ја Галиба сум трудна. Трудна? Бре, што ти паѓа на ум, бре, бабичке, бре? На ум? На ум маш ми паѓа, ама покоен е. Не, чекај, бре, бабичке, чекај, не те прашав во какво сродство си со наума. Не те прашав тоа. Како си можела да останеш трудна, бре, кај може тоа? Не знам, бе, докторе, суџбина. Само знам дека сум трудна и тоа се, што да ти кажам. Трудна. Абре, не може да си трудна, бабичке, ме разбираш и што ти зборувам? Абе, зошто па ова е навреда, докторе, па јас сум женска на некој начин, па не сум машко богати, зашто вака па не можам да останам? Не, бре, бабичке, не ме разбираш, не може по законите на природата, не може, ме разбираш? Ти поминал рокот, бабичке. Види сега рокот ми поминал. Па јас не сум конзерва, па рокот да ми поминал. Немој така, доктор. Слушај, бабичке, денес преку 100 жени ми поминале преку раците, значи ти ќе ме докусуриш. Ќе ме докусуриш. Како тоа? Јас... Колку години имаш? 63. Епа, како си чула ли до сега некоја да останала трудна на 63 години? Епа јас првото на 43 го род. Мари. Ти, Галиба, не веруваш во чуда, бе, докторе? Абри, да верувам, бабо, и да верувам, чудата во твојов случај не помага. Како не помага, не. Епа така убаво, бе, бабичке, така убаво, како не помага. Не помага, ти готово. Што треба? Како? Па за да забремениш, треба претходно да имаш коитус со некој маж. Колитис? Имам колитис, докторе. Не, бре, бабичке, не ме разбираш, бре. Коитус, бе, бабичке, коитус, сексуален контакт, ме разбираш? Таков контакт, докторе, не сум имала уште. Од кога умре науме пред 25 години, да ти кажам. Епа, како можеш тогаш да забремениш? Ајде, кажи, како? Епа, не знам, така како што останав должна, бе, докторе, како останав должна? Должна? Кому должна, бе, бабичке? На странство, кому личен да останам на странство сум должна. Чекај, каква врска има твојот долг кон странство со бременост? Ајде, кажи. Иста, докторе. Ако сум станала трудна, ако сум останала должна во странство, а во животот не сум имала никаков контакт, ни со долари, ни со марки, верувај ми, зошто без контакт со маж да не можам да останам трудна, богати? Ајде, изегувај, бола ми, изегувај. Па немојте вака груб да бидете, јас сум во друго стање, доктор, што е ова? Недела 10 мај е денот на мајките Mother's Day. Најпрво јас и мојот поликотолог Стојче Панчевски сакаме на нашите колешки Милка, Нела, Анета, Фиданка и новата колешка Наташа. Им го честитаме празникот Mother's Day, пожелувајќи им добро здравје во својот фамилиарен живот и како досега и понатака добра заедничка соработка. Исто така од моје лично име честит Mother's Day до моите керки Сандра, која го носи името на мајка ми, Анета и снаата Реј, како и до моите сестри Драгица и Олга. Честит Mother's Day до својата покојна мајка Сандра, Бог да те прости и вечна ти памја. Честит Mother's Day до сите мајки од нашите спонзори и тоа. Лил Сизар, Пица и фамилијата Илич. Happy Mother's Day од Вилбрук Кија, кар дилер и менаџерот Менде Талески. Happy Mother's Day од Алек и Димитар, партнери на двете компании Infinity Truck Sell и Truck Partner Company. Председателот на Македонската алијанса Георгија Ѓорче Танасовски, идниот Кинг Ѓорџ, заедно со брат му Јосиф, сакаат на сите мајки да ви речат Happy Mother's Day. Колку близко е телефонот, толку близко е стариот крај ако патувате преку патничката агенција на мојата колешка Ана Коруновска, чиј телефон е 630
432-9371. Доктор Луи и доктор Кристофер Хацас од забавлекарската ординација во Стерлинг Хајтс на сите вас сака да ви решат Happy Mother's Day. Погребалните куќи Менџик Funeral Home и Warren Funeral Home. Спиро Трајчевски од First Development од Далас, Тексас, сака на сите мајки да им речи Happy Mother's Day, посебно на својата мајка Гина, супругата Весна и сестрата Горица. Тоа се наискрени честитки по повод празникот Mother's Day. Драги ценети мајки, ќе ви донесеме еден прилог за вас, мајките Mother's Day, од една наша добра сонародничка, верна слушателка на Оро Македонско. Добра баба, добра сопруга, а пред се добра и мила мајка, а љубовта кон својата мајка, а иста е љубовта кон мојата мајка, кон твојата мајка, кон сите мајки љубовта е неизмерна. Затоа, додека се живи, сакајте ги, почитувајте ги, зашто нема цена да ја исплатиме за љубовта што таа ни ја подари. Мајка, најмила си на светот. Да го слушнеме прилогот на нашата сонародничка Галаба. Јас сум Голабка Богоевска-Костовска од село Болно, мажена во село Царедвор, Преспа. Мајка, каде си, мајко, каде си, а каде сум јас? Од тебе далеку, од својот роден крај, браќа, сестри, роднини, пријатели, а ти си сама без никого. Твоите деца, мајко, двете ти одлета преку океаните, како птиците од нивните гнезда. Едното отиде во Австралија, а другото во Америка, а ти си сама без никого. И ти имаш внучиња, бабо да те викнат, во скуто да ти седнат, со блага насмевка и да те прегрнат, а ти си сама без никого. Во срцата нашите носиме, ноќите сонуваме, жешки солзи рониме, болка во душата имаме, за која лек немаме. Ти си сама без никого. Мајко моја, мајчице, една си во светот. Ова е за сите мајки кои имаат ќерки и синови во тугина отидено. И на сите мајки ви го честитам овој ден, денот на мајката. Галаба, кон твојот прилог ќе се донаврзам со една вистинска приказна. На ден Великден пеачката ми ја пееше песната за мајка. Плачев јас, плачеше пеачката. Не можеше таа да излежи, ме напушти. Ме остави сам да ја завршам песната со зборовите. И моето срце сака да се радува како сите други деца, неќе да тагува. Кога бев дете, мојата мајка пееше и наместо бајки таа солзи и маки редеше. И плаче, и пее, а може би ли заедно? И тогаш на мама и мене ни било најтешко. И плаче, и пее, а може ли заедно? И тогаш на мама и мене ни било најтешко.
Драги слушатели, иселениците од село Љубојно, кои живеат во Детројот и околината, ве покануваат на својата селска слава Светијата нас летен, кој ќе се одржи во сабота 9 мај со почеток 4 часот попладне до 10 часот навечер во Македонскиот културен центар на Света Богородица во Стелни Хајц. Почитувани, на наше, но сигурно и на ваше големо задоволство, ве известуваме дека традицијата продолжуваме да го правиме она истото што го правиле некогаш нашите дедовци и баби, кои заеднички ја прославуваат ова селска слава Светијата нас летен во нашето Љубојно со една голема игранка со богата трпеза и добра музика. Заради тоа ве покануваме сите љубанци, преспани и македонци да дојдете и заедно да го прославиме овој празник. Љубанска слава ќе се одржи во сабота 9 мај со почеток 4 часот попладне до 10 часот навечер. Влез се $50, а за деца $20. Важно сообщение. За сите слушатели од Илиноис, Индијана и Милвоки, слушајте го Оро Македонско во живо секоја недела од 2 до 3, одма после Voice of Macedonia со мојот колега Ристе Спировски. Недела од 1 до 2, а од 2 до 3 Оро Македонско. Ги очекуваме вашите коментари. Роден во Австралија со македонско потекло. И моето македонско потекло е од Битола, од 3 села: Олевени, Брусник и Ротино, што се наоѓа на Пелистер. And my favorite water, Pelisterka, is also made in that region. Мојот прадедо се пресели во Австралија во 1961 година. Ојде на печалба, да спечали пари и да се врати пак во Македонија. Али така не беше. И он се заљуби во Австралија и одлучи да ја однесе целата фамилија таму. Кога бев мал, многу ми кажуваше колку убава е Македонија. И јас се одлучив да доаѓам во Македонија, да видам како е. И јас се заљубив во Македонија. Јас сум Томас Петровски, роден во Австралија со македонско потекло. Цел ден пред телевизорот седиш. Сега повеќе нема да гледаш. Бабо, како да си најдам добар дечко за мене? Ќе станеш во недела саба или ќе шеташ, тогаш лошите момчиња спијат. Ставете лайк и напишете коментар дали сум во право. Во својата брутално искрена колумна предупредува: Македонија тивко умира, а сите се прават дека не гледаат. Младите си заминуваат, градовите се празнат, селата исчезнуваат, болниците немаат кадар, училиштата остануваат без деца, додека народот се бори за опстанок. Политичарите продаваат приказни, ветувања и лажна надеж. Најстрашно не е кризата. Најстрашно е што се навикнавме на неа. Секој ден губиме луѓе, иднина и време. Секој ден молчиме пред распадот. Прашањето веќе не е дали има проблем. Прашањето е: ќе се разбудиме ли пред да биде доцна? Македонија е мртва или се уште има шанса? Линкот е во коментари. Кирилица! Сита ме вишуваме, се моја пика, славно писмо ладни буј. Кирилица, Кирилица, да ја сочуваме, се моја репика, нашата прва азбука. Кирилица, Кирилица. Ей, бете! Поздрав! Вечна ја памјат и вечна слава! Поздрав од Клипчо и Номче! Слава и за нив! Слава! Вечна слава! Кирилица! Сита ме вишуваме, се моја пика, славно писмо ладни буј. Кирилица, Кирилица, да ја сочуваме,
вечна ја памјат и вечна слава. Поздрав од Климчо и Номче. Слава и за нив. Слава, вечна слава. Фасцинатно за мене е еден наслов тука што е примена на македонскиот јазик во јавниот живот на Соединетите Американски држави и Канада. Значи, тие државните институции тогашни имале свој преведувачи на македонски јазик, овластени од македонски на англиски, англиски на македонски. Тоа е, например, 1898, 99 година, 1907, 8, а кодификацијата ни е 44-45 година. Што значи тоа? Тоа значи дека тој јазик се применувал таму. Во тоа време, во тие општита, никому не било проблем да се изјасниш онака како што се чувствуваш. Ниту да кажеш дека твојот јазик е тој што е. И тоа многу се реперкуирало во јавноста, но потоа и во секојдневниот живот. Она што е фасцинатно за мене е еден наслов тука што е примена на македонскиот јазик во јавниот живот на Соединетите Американски држави. Го избра на нелегитимен начин или како би го квалификувале со пуч, направен пуч, они дојдоа до тоа за спикер на парламентот да биде избран Талат Џафери. Знаеме дека граѓаните масовно беа присутни околу собранието и за цело време следеа што се случува во собраниската сала. Чашата ја прели пеењето на албанската химна во парламентот. Граѓаните навалија да влезат. Јас одговорно тврдам дека никој не може, дури ни со тенк не можат да влезат во собранието, ако не беше тргната пречката од другата страна, од внатрешната страна. Полицијата е тука одговорна. Тука е одговорна што не ги спречи Муковски и Арнаудов да ги отстранат пречките и да ги отворат вратите. Одговорноста на полицијата и ден денес тврдам е во тоа. Меѓутоа, тоа нити е тероризам, нити е кривично дело, туку тоа е нешто за што треба да одговараат дисциплински. А дека се одговорни, се одговорни. Натаму, многумина полициски службеници кои работеа во обезбедувањето на собранието, дојдоа да помогнат, односно да се најдат на припомош на колегите кои веќе беа внатре. И знаете што се случи? И тие завршија на суд како обвинети. И тие се сега исто така во затвор. Места во целиот свет кои се на листата на УНЕСКО поради природните и културни богатства и кои се брои меѓу 30 најубави мали градови во Европа, никого не остава рамнодушен. Продолжениот празничен викенд го раздвижи нашиот туристички центар, донесувајќи гости од целиот свет. Влюбениците во Охрид уживаат во македонскиот бисер. Најбројни се гостите од обкружувањето, а забележливо е присуство и на гости од многу европски земји. Широка насмевка ги краси лицата на странските туристи, чиј пат ги навел во Охрид. Пре 15 година сме били па сада. Доаѓаме после 15 години и зачудувачки не дочека истата слика. Градот како да застанал во времето. Ме фасцинира тоа што стариот дел на градот останал ист, непроменет. Ладно е за пикник, но неодминлива дестинација ни е Свети Наум. Леп град, волим македонце, волим језик, волим... Ова е убав град. Ги сакам македонците. Го сакам македонскиот јазик кој го говорам. Едноставно ја сакам Македонија, бидејќи влечам корени од тука. Деновите ни се испланирани. Ќе одиме на крстарење, ќе ги посетиме сите знаменитости на Охрид. Синот се вика Наум. Затоа со огромна радост ќе го посетиме и комплексот Свети Наум. Син се зове Наум, и затоа имамо желју да го одведеме у манастир Свети Наум. Имам ја соделок ки е из Македонија и нjen муж е предлагал нама у гостилни. Имам пријатели од Македонија кои ни предложија да ја посетиме. И не погрешивме што дојдовме. Ке понесеме убави впечатоци. Ова е град музеј.
Никој не се фаќа за џебот. Уживаат во долгите прошетки по чашијата, кеот, обиколувајќи го стариот дел на градот, вдишувајќи убавината на големото плаветнило. Иако календарски сме на прагот на летото, временските услови повеќе потсетуваат на доцна есен, а со нив како да се менуваат и навиките. За разлика од минатото, кога 1 мај значеше полни излетнички места, мирис на скара и наздравување со чаша добро вино или ракија во природа, денес таа традиција се повеќе избледува. Веќе сме на пикник во најубавиот Охрид. Па претежно дома сега, моментално. Не е тоа време што беше, нели? Планирам пикник, ама не знам со времево како ќе. Инаку ако не денес, утре сигурно. Гледате разлика како порано сме го славеле 1 мај со пикници? Нема разлика. Голема. Имаше дружба, она очекуваше тој момент да се состанеш, да наздравиш и песма, кажи сега, песма тешко се слуша. Но музиката сепак не изостана. Во срцето на Охрид, низ улиците и плоштадите продефилираа членовите на културно-уметничките друштва од 7 држави кои учествуваат на меѓународниот фестивал Костовски. Звуците на народните инструменти и разиграните чекори внесоа топлина во градот. Па ние првпат сега се запознавме со нив тука со песни со ора, на секаде пееме, еве до Света Софија ќе одиме со песни и со ора. Ми сме из Хрватска, али Словенско културно друштво. Из Умага. Ние сме од Хрватска, но сме членови на Словенско културно друштво од Умаг. Одлично, дружбата е прекрасна. Одлично друштво, весело, супер нам е. С великим веселjem smo došli tu predstaviti slovensku narodnu muziku zajedno. Со голема радост дојдовме тука да ја представиме словенската народна музика. Не имаше сетмина. Дојдовме во Македонија бидејќи многу убаво се разбираме, а Охрид е прекрасен. Охрид останува место каде што празничниот дух секогаш наоѓа начин да оживее. Охрид не обврзува секоја година да доаѓаме и не само тоа. Си ветивме дека ќе доаѓаме побројни, да се дружиме со вас, да се спријателиме, велат нашите соговорници. Не плачи, својот пат самиот го одбрав. Твоите зборови се уште ги паметам, ќе биде се како што е пишано. Мајко, биди спокојна, биди среќна, бар тоа ти го должа. Ме научи слободно да живеам, да сонувам додека сум жив. Имам крила да летам горе над овој тажен свет. Сакам до сонцето да светам, да пеам до последен стих. Имам крила да летам горе над овој тажен свет. Сакам до сонцето да светам, да пеам, да ме чуем цела вселена. Цела вселена. Жална вест. Во Тетово на 89 годишна возраст почина Бошко Јанкуловски. Погребот се изврши во Лубојно. Останаа да жалат синот Зоран и ќерката Дијана со своите фамилии. На тој свет ќе го пречека супругата Елена, која почина само пред 6 месеци.
Покојниот Бошко беше мој најблизок комшија во Лубено, често пати се гледавме, при еден разговор ми рече, цитирам, кога би требало повторно да се женам, пак Елена ќе земам. Беа многу блиски, осаменоста без нејзе не можеше да ја издржи. Бог да ве прости двајцата и вечна ви памја. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 24/7, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.